Добре дојдовте во Акцент. Ве поканувам во наредните 45 минути, почитувани гледачи, да останете со нашата програма, бидејќи ви нудиме повеќе содржини кои што ќе бидат дел од ова издание на емисијата Акцент. А акцент ќе ставиме на повеќе случувања кои што беа актуелни изминатата недела во Кичево и Кичевско. Имено по 16-ти пат во градот Кичево беше одржана манифестацијата Вешта жена, каде што беа избрани неколку најдобри вешти жени, секоја најдобра во својата област. Веднаш потоа ќе проследите и кратка репортажа од акцијата што ја имаше неформалната група Вреди да си од Кичево на местноста Китино Кале. Имено овие членови во неделата на 23 април има еколошка акција со цел зачувување и чистење на ова интересна дестинација во Кичево и Кичевско. А по повод Светскиот ден на книгата 23 април во библиотеката на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево беше одржана промоција на новата стихозбирка на младата поетеса од Демирхисар Елизабета Трајчевска со наслов Дрвото на животот. Ние направивме и кратко интервју со оваа поетеса со која поразговаравме и за промоцијата на оваа стихозбирка, меѓутоа и за сите нејзини наредни планови. И за крај на ова издание на Акцент ќе проследите и кратка репортажа од патрониот празник на основното училиште Христо Узунов од Кичевското село Другова. Акцент започнува. Следете не. На 23 април оваа година во Кичево по 16-ти пат се одржа општинскиот избор на Вешта жена. Во категоријата најдобра вешта жена се надпреваруваа 3 учеснички, додека за Вешта жена Гран При 2 учеснички. Според календарот, општинските надпревари во Македонија завршија со изборот на Вешта жена во Кичево. Темата на овогодинешната манифестација беше насочена кон здравата храна. По 16-ти пат овде во Кичево во организација на мултиетничкото и мултикултурното здружение на жени Вешта жена на ниво на Република Македонија се организира манифестацијата Вешта жена. Веднаш до мене председателот на ова здружение, господјата Снежана Стојановска. Господјо Стојановска, овде сте во Кичево скоро секоја година, нели, откако е оваа манифестација. Оваа година имаме и еден слоган кој што ни вели со здрава исхрана до здрав живот. Што точно вие како главен организатор припремавте за овогодинешното издание на ова, можам да речем, популарна манифестација меѓу жените? Прво ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија. Драго ми е што секоја година сте дел од овој настан и да пренесете на сите оние што не се присутни овде. Со слоганот со здрава исхрана до здрав живот, секако нас ни значи многу, прво поаѓајќи од една причина, најздравата храна што можеме да ја користиме, тоа е македонската храна, македонските производи, а во исто време македонската жена е она која што знае на најубав начин да ја подготви со презентации на овие надпревари што ги имаме како вечерва што е во Кичево, за избор на Вешта жена на Кичево, со тоа што мислам дека не треба да заборавиме никогаш она што е основното, македонската национална, традиционална, па секако и измоделирана преку производите го дава квалитетот на самата надпреварувачка маса. Останува да самите надпреварувачки подготвени во тие 7 дисциплини што ги имаме за избор на Вешта жена, жирито што оценува и вкусот на публиката се избере Вештата жена на градот Кичево. Мене ми е посебно драго што овде имаме во 2 категории. Едната е избор на Вешта жена за градот Кичево, која ќе го представува градот Кичево на 12 и 13 мај во Лешочкиот манастир, кај што ќе се одржи републичкиот надпревар, и 2 маси надпреварувачки имаме за избор на Вешта жена Гран При.
да им дообјаснам на гледачите, значи во категоријата вешта жена Гран При има право да се надпреваруваат надпреварувачки кои се надпреварувале 3 години за избор на вешта жена, направиле 3 години пауза и потоа влегуваат во таа категорија и овде значи ги имаме две кои што секако мора да отскокнуваат и во самиот квалитет. Они само презентираат во сопствениот град, а нивниот главен надпревар Гран При е на републичкото финале. Така, имало практика дел од нели оние најуспешни кои што ќе се покажат во оваа манифестација и од градот Кичево и од сите други градови, да имаат можност нели да се дружат и надвор од Република Македонија, дали тоа е нели заеднички само патување или можеби учествување на такви слични меѓународни манифестации, како е планот за оваа година? Значи, планот за оваа година е вешта жена, главна цел е да ги сближи жените од различни националности, од различни професии, од различни возрасти, од различни политички убедувања, сите на едно место, со еден збор дека сите сме еднакви, а тоа е преку нашите заеднички патувања. Оваа година, значи, сите кои се надпреваруваат за избор на вешта жена патуваат. Оваа година, тоа ќе биде на Јадранско море, со 7-дневен одмор, без некои надпревари таму, значи буквално таму идат меѓусебно да се дружат и да се забавуваат. Главна цел на вешта жена, пошто таа е патентирана 1992 година, од името вешта жена нема право никој на ниво на Македонија да го организира, освен нашето здружение што е. Главна цел е да ние излеземе од Македонија како што сме излегле и ја промовираме вештата жена, македонската жена која живее надвор од границите. Така да ние 5 години организираме избор на вешта жена во Швајцарија, во Организација на жените македонки. Во Србија, сега на 27 избираме вешта жена на Србија. Значи, ние не учествуваме на некои надпревари кои ги организира некој друг, него нашиот патент да го пренесеме во другите, затоа што сега се подготвува патентирање на вешта жена Србија, Швајцарија, наредно Италија. Таму, во државите, не ги бараме странците, не ги бараме швајцарците или србите, ги бараме нашите македонки кои сегде се буквално исти, со иста енергија и со голема љубов према Македонија. Така, кажавте дека она финално надпреварување ќе биде во Лешок, во месец мај. Освен Кичево, во кои други градови после Кичево останува уште да ги изберете вештите жени? Значи, Кичево е предпоследниот, значи фактички за Македонија е последниот град. Иначе досега е одржано во 22 града во Македонија, значи 22-иот е Кичево. На 27 е избор на вешта жена на Србија во Краљево и веќе се подготвуваме за републичкото финале. Иначе нашите надпревари почнуваат од месец февруари. Прво беше Швајцарија и потоа останатите според календарот кој го правиме во декември месец. И веќе се знае. Така, ви благодарам на времето што го одвоивте. Посакувам овде во Кичево на вистина да ја изберете највештата жена, која што се надевам дека успешно ќе се представи на републичкиот надпревар. Па знаете што, кај нас нема победени и изгубиле, победили и изгубиле. Кај нас само се избира една, сите се победнички што учествуваат. Благодарам. Кичево и оваа година се покажа како добар домаќин, а за тоа најзаслужни се организаторите на општинскиот надпревар. Главен виновник, ако може така да се каже, почитувани гледачи, за успешното организирање на манифестацијата Вешта жена овде во Кичево е мојата соговорничка Божана Милошевска. Божана, ова е на вистина можеби прво чест, нели, да се организира, а секако и голема одговорност. Како е да се биде после рековме 11 години, 16 така се извинувам години успешно организирање, како еве да се биде повторно на чело на оваа организација за градот Кичево? Па јас сум премногу задоволна што имам помош прво од моите во телото на организација на Вешта жена на град Кичево и ова што успешно го организираме и ова година. Јас како бивши спортиста, а сега пензионер,
моето слободно време да го потполнам и задоволството го наоѓам во учеството на Вешта жена. Овде имаме прекрасно дружење низ цела Македонија, познанство низ цела Македонија. Патуваме еве се и во Краљево, и во Швајцарија бевме. Јас сум задоволна ова година што годинава масите на нашите такмичарки се на високо ниво. Се надевам дека убаво ќе се пласира нашата представничка што ќе избереме, публиката што ќе избере ова година во Тетово. Така, председателката Стојановска ни кажа дека ќе имаме овде во Кичево во две категории надпреварувачки. Дали тие надпреварувачки прв пат годинава учествуваат во овој официјален дел или можеби имаат искуство? Во официјалниот дел имаме две нови такмичарки и тоа ни е драго што се многу млади. Значи младиве прифаќаат да учат и да се такмичат во ова категорија, не само да мислат на шетање на излагање, него сакат многу рано да учат за вештините во кувањето. Така, обично, нели, секогаш е интересно да се погледаат сите тие нивни изработки, а потоа можеби и да се пробаат. Кажете ми, дали е тоа самата идеја што ќе направат на тие кои што учествуваат или можеби еве и вие како организатори им посочувате? Ние како организаторки сме должни на новите такмичарки како ментор да им помагаме све тоа што не им е јасно, пропозициите, затоа што имаме тука 8 дисциплини на бодирање, све што не им е јасно да им помогнеме и во работата, во идејата, да ги насочиме правилно. Оти лесно е да мислиш некоја идеја, али мораш и по прописите све тоа да оди како што треба, за да може жирито кој ќе ги оценува да не губат негативни поени. Така. Благодарам и на вас што одвоивте време, ви посакувам успех. И нас ни е задоволство што еве нонстоп телевизија Мега го прати овој настан. Салата ќе биде полна, мислам дека убаво ќе си поминеме и дека публиката ќе биде задоволна од нашите такмичарки што ги приготвија овие маси. Официјално еве вечерва започнува и општинскиот надпревар на Вешта жена за Кичево 2017 година. Се одбра вештите жени во речиси 20 на градови ширум Македонија. Останува вечерва да ја одбереме вештата жена и на вашиот град. И потоа победничките да се подготвуваат за републичкото финале на Вешта жена, кој ќе се одржува на 12 и 13 мај во Тетово, каде што на едно место во Лешочкиот манастир ќе се соберат победничките од сите градови. Тогаш Лешок ќе биде Македонија во мало. Ќе не можеме да се изначудиме на убавините, на масите што ќе ги подготват надпреварувачките. И од таа силна конкуренција ќе се одбере вештата жена на Република Македонија за 2017 година. А таму, на финалето, има место и за една надпреварувачка која што вечерва ќе одбереме сите заедно како најуспешна надпреварувачка на вештите жени на Кичево за 2017 година со вашите гласови и со помош на гласањето на публиката. За титулата Вешта жена на Кичево оваа година се борат Наташа Милошевска, маса број 1, Александра Крстевска, маса број 2, и Ивана Витанска, маса број 3. Тоа се трите надпреварувачки кои што оваа година ги осмислија масите, ги подготвија, ги направија да бидат навистина празник за сите на што сме вечерва тука. Вие ќе имате можност да гласате на ливчињата што ги добивте или ќе ги добиете, заокружувајќи броеви на две маси. Потенцирам дека треба да се гласа за две маси, затоа што сите ливчиња на кои што ќе биде гласано само за една маса се неважечки. Гласате за две маси од овие први три маси што ги представивме. Ново Кичево оваа година имаме и две гран-при надпреварувачки за кои што публиката не гласа, тие маси ги оценува жирито. Гран-при надпреварувачки се оние надпреварувачки што веќе 3 години учествувале на Вешта жена
и веќе се доволно искусни, па мора да направат пауза, да остават простор на нови жени кои што сакаат да застанат на нивно место и дури после 3 годишна пауза имаат право да се надпреваруваат во Гран-при конкуренција. Оваа година Гран-при надпреварувачките на Кичево се Јагода Петреска, маса број 1, и Славица Костеска, маса број 2. Ги представивме и надпреварувачките и Гран-при учесничките. Кажав дека треба да гласате за 2 од првите 3 маси, а сега да го кажам и составот на жирито на Вешта жена, кој што ќе ги оценува надпреварувачките во повеќе различни дисциплини, кои што ќе ги објасниме подоцна. Председател на жирито е господјата Руса Симјановска од Струга. Во оценувањето вечерва ќе и помагаат вештите жени Габриела Димовска од Тетово и Јагода Станоевска Македонски Брод. Во секој град жирито е од членови кои што доаѓаат од други градови за да биде максимално објективно и непристрасно гласањето. Но оваа година Кичево има и еден нов член кој што има улога на пробно жири, тоа е Лилјана Стефановска. Јас ќе ја замолам да ни се придружи. Таа веќе 3 години учествуваше на Вешта жена, тука до жирито, и оваа година за прв пат ќе види како е да се биде од другата страна и дека не е лесно да се оценуваат масите, но овој пат само во функција на пробно жири, а искусното жири кое е во Вешта жена долги години и кој има поминато и многу општински надпревари, ќе ги има под мониторинг низините оценки и ќе види дали треба некои корекции за да може веќе во следните градови и официјално да биде дел од жирито. Представив еден куп извонредни, вредни вешти жени тука и сега ми е задоволство и чест да ја поканам главната организаторка, председателката на невладиното мултиетничко, мултикултурно здружение Вешта жена, идејниот творец на оваа убава манифестација која веќе 4 век ги сплотува жените од цела Македонија. Господјата Снежана Стојановска Жана. Добро вечер, кичевчанки и од околните места, од Македонски Брод, знам дека има тука, пошто видов доста и од Македонски Брод. Вешта жена во Кичево ќе постои се до тогаш додека имаме вакви вредни надпреварувачки. Еден аплауз за сите надпреварувачки и секако огранокот на Вешта жена во Кичево, кој го води Божана Милошевска заедно со останатите вешти жени кои завршиле со надпревари. Главна цел на манифестацијата е не само да ги презентираат своите производи, да видите како изгледа една свечена маса, него да ги сближат жените од сите градови, а тоа токму е заедничкото патување на вештите жени. Според бодовите кои досега жирито ги оцени сите овие надпреварувачки, обезбедуваат патување на Јадранско море во месец јуни. Еден аплауз за нив. За вас присутните ви благодариме на присуството и се надевам дека вечерва ќе си поминеме сите заедно многу убаво. Уште еднаш ви благодарам. А после обраќањето на председателката на вештите жени, јас ќе замолам еден аплауз за сите вешти жени од Кичево кои што помагаат во организација, но секако сите се тие предводени од Божана која што неуморно секоја година троши многу и енергија и време и посветува ентузијазам за Вешта жена во Кичево да биде организирана на вакво убаво ниво, да можеме да се дружиме, да се веселиме, а да може вештината на вештите кичевчанки на вистина да дојде до израз и да ја видиме не само ние, туку со посредство на медиумите и на интернетот, да може да ја види цела Македонија. Добро вечер од моје име, добро вечер и од името на организација на Вешта жена на град Кичево.
Ве поздравувам, ви посакувам да поминете оваа вечер убаво, а многу сме задоволни што со вашето присуство и давате важност на оваа манифестација и да оплакнете окце и да кажете дека нашите вешти жени од Кичево вистина вредат и мислам дека нашиот град во мај месец достојно ќе го представуваат на републичката манифестација во Тетово. Ви посакувам угодно вечер. И еве сега, кога веќе официјално се представени надпреварувачките, жирито, го слушнавме обраќањето на организаторките, само уште да кажам нешто што сигурно дополнително ќе ви ја разубави оваа женска вечер посветена на вештите жени, на вашите сограѓанки, пријателки, соседки. Жана спомна дека вештите жени, ако го задоволат тој еден одреден што е потребен број на бодови, добиваат можност да патуваат и да се дружат сите заедно оваа година на убавото Јадронско море, неколку дена во тек на месец јуни. Она што е атрактивно, верувам за секоја од вас во салата, е што главната награда во лотаријата на вешта жена, која што ќе биде пуштена во продажба веднаш по официјалниот старт и која ќе чини 50 денари, главната награда е патување, карта, значи ќе добие една од вас за патување на Јадранско море со вештите жени во месец јуни. Значи не ја пропуштајте оваа шанса да купите барем едно лотариско ливче, нормално колку повеќе ливчиња, толку повеќе можности за главната награда. Освен тоа, тука има еден куп награди кои што ги обезбедија вештите жени од огранокот од Кичево, сите ќе бидат доделени вечерва на лице место. Јас памтам дека лани веќе не можев да достојам на штикли и на крај си седнав додека ги доделиме наградите. И оваа година гледам машала, многу е долг списокот со спонзори, што значи на вистина за сите кои што се присутни спремен е еден одличен фонд на награди. Значи да не заборавите дека имате половина час од прилика време да гласате на гласачките ливчиња за 2 маси од првите 3 и дека имате можност да учествувате во лотаријата на вешта жена и ако имате доволно среќа, може би токму вие да добиете карта за патување на Јадранско море со вештите жени. Манифестацијата Вешта жена оваа година се одржа во 22 града во Македонија, а финалниот дел ќе се одржи на 12 и 13 мај во Лешочкиот манастир во село Лешок. За да го разубават китиното кале и да му ја вратат неговата душа, на 23 април оваа година неформалната група Вреди да си од Кичево, заедно со граѓаните, ја спроведува акцијата за уредување на овој локалитет. Иницијативата е дел од кампањата Мрдни со прст, поддржана од Националниот младински совет на Македонија, која има за цел подигнување на јавната свест на различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно, но и колективно. Неформалната група Вреди да си од Кичево денеска, заедно со граѓаните од градот Кичево, организира и спроведува акција, еколошка акција на локалитетот Китино Кале. Иницијативата е дел од кампањата Мрдни со прст, поддржана Националниот младински совет на Македонија, која има за цел подигнување на јавната свест на различните можности за општествените промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфичните активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно и колективно. Природата била дарежлива, да и ние да мрднеме со прст и со својот мал придонес да покажеме дека калето е нашата судбина и иднина, заедничка иднина. Наредниот викенд активностите ќе продолжат со поставување на клупи и други потребни реквизити, со што се очекува Китиното Кале повторно да заживее како место за одмор, прошетки и за организирање на културни настани. Не можеме да ја славиме книгата без да помислиме на 759 милиони луѓе кои не знаат ни да читаат ни да пишуваат, од кои пак 2/3 се жени. Но слободата на читање, едуцирање, пристап до најоддалечените култури и до резултатите од истражувањата се фундаментално човеково право.
Секој треба да го ужива правото на образование. Слободно движење е исто така неопходен услов секој да има пристап до книгата. Преведувањето секако има значајна улога во пренесувањето на сето знаење што го нуди книгата. Но секако дека е потребна и иновативна издавачка политика која ќе одговори на потребите и стремежите на сите луѓе. Наспроти новите форми на книгата, наспроти промените во незината концепција, продукција и пристап до содржините, сега треба да се потсети дека не може да има развој на книгата без почит на авторското право. Книгите се истовремено уметнички и научни дела, тие се вектори на идеите. Тие прекрасно ја конкретизираат различноста на креативноста. Книгите не водат кон универзалното знаење и учествуваат во меѓукултурниот диалог. Тие се инструмент на мирот. Честит нека ни е светскиот ден на книгата и заштита на авторското право. По повод на светскиот ден на книгата, денес во нашата библиотека Кочо Рацин, која секогаш им овозможува на своите читатели и љубители на убаво пишаниот збор да се поблиску до книгите, се организира промоција на книга на една наша поетеса Елизабета Трајчевска, Дрвото на животот. Светскиот ден на книгата се одбележува во речиси сите градови во Република Македонија, а секако и во целиот свет. Овде во Кичево, во градската библиотека при Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, исто така има едно убаво одбележување на овој ден посветен на книгата, ден кога фактички сите оние љубители на пишаниот збор се збираат на вакви места, во библиотеки и во други слични книжевни места, каде што споделуваат своји книги, своји идеи и го промовираат сето она што е најново од нивна страна. Токму еден таков човек, една таква личност, која што е љубител на пишаниот збор, е мој соговорник во ова издание на Акцент. Станува збор за Елизабета Трајчевска, поет, писател од Демирхисар, која што овде во Кичево, токму по повод светскиот ден на книгата, ја промовира нејзината втора стихозбирка со наслов Дрвото на животот. Навистина, можам да речам дека е убав наслов, Дрвото на животот, сигурно дека има свое и символично значење. Елизабета, прво честитки за ова преубава стихозбирка и еве што ќе ни кажеш ти како е да се биде во вакво едно друштво на писатели, љубители на пишаниот збор и токму пред нив да промовираш едно твое издание. Ви благодарам за честитките. За ваквиот пишан збор, да се биде во едно вакво друштво покрај ни прекрасни луѓе, чувството на вистина е прекрасно, воодушевува. Така, ова ваша втора стихозбирка, кажавме дека е поред Дрвото на животот. Може ли еве токму неколку реченици да ни кажете околу самата стихозбирка, колку време е пишувана, колку песни се внатре во неа и која е тематиката? Ова е втора моја стихозбирка, која не е долг период за пишувана. Времето е некаде од неколку месеци до година дена, пишувањето. На ова стихозбирка тематиката е Дрвото на животот. Може би некој ќе се запраша што е тоа дрвото на животот, може би е дрво некое, може би е цвеќе или било што. Но Дрвото на животот, тука го доживувам дрвото на животот, мојот животен сопатник, во кој јас се доживувам како негова гранка. Ако ме откине, ако ме исече, ќе се исушам, ќе се изронам како лист, ќе паднам на земјата. Минувам низ времето, низ просторот. Го сонувам сонот и се чувствувам како принцеза од времето на цар Самуил. Црвената роза тука е символизирам и ја чувствувам како мелем на мојата рана. Навистина можам да речем интересни стихови кои што ни ги преточи во овој разговор. Дали е ова ваша прва промоција на ова ваша стихозбирка или може би претходно веќе ја имате промовирано и на други места? Да, ова е промовирана во Битола, во Домот на културата. Ова тука е по повод светскиот ден на книгата. Сакав да го одбележиме со еден убав пишан збор, кој што мислам дека треба и да го негуваме.
Така, и сега, кога веќе сте тука, да го искористиме времето, еве да ве прашам и околу вашата прва стихозбирка, да се подсетиме на неа која беше таа и што всушност содржеше какви песни во таа стихозбирка и како еве прифатеноста од читателската публика на таа прва ваша стихозбирка. Првата стихозбирка е насловена За една пронајдена љубов, која содржи 33 песни, поделена во 3 циклуси Љубов, вера и надеж. Го означуваат 33 песни ги означуваат годините на Исус Христос. 3 циклуси се воскресувањето, 3 дена до воскреснувањето. Со љубовна тематика, за како си пронаоѓам љубовта, како минувам низ тешките патишта, низ животот. И тоа е тоа. Така, и сигурно, нели, верувам дека ќе се согласите со мене, секој еден уметник кој што пишува нешто, дали е тоа песна, дали е книга, роман, стихозбирка и така натаму, секогаш има во план и нешто друго што сака да го напише или е во тек, дали еве додека ние ја промовираме во Кичево вашата втора стихозбирка Дрвото на животот, дали можеби еве во меѓувреме вие веќе спремате и нешто друго, дали тоа е повторна стихозбирка или можеби ете некој роман, некоја друга тематика која што ќе опфатите, што да очекува публиката од вас наредниот период? Да, спремам при крај една друга стихозбирка, насловена е Мали нешто до големи, следи роман, имам новинарски записи и раскази. Јас се надевам дека и ова ваша стихозбирка ќе допре до сите оние кои што се љубители на пишаниот збор, освен овие градски библиотеки низ Македонија, сигурно дека и во домашните библиотеки на секој еден читател ќе биде дел и вашата стихозбирка. Ви посакувам успешна промоција овде во Кичево и успех понатаму во вашето творештво. Ви благодарам. Основното училиште Христо Узунов од Кичевското село Другово со пригодна свечена програма вчера го одбележа патрониот празник на училиштето. Пред многобројните гости, вработени, ученици и родители се обрати директорот Милчо Даниловски, кој ги посочи досегашните успеси на училиштето, а беа прогласени и најдобрите ученици. Денес се собравме да го прославиме денот на нашето училиште и 112 години од загинувањето на војводата Христо Узунов, нашиот патрон. Од тој повод, од името на наставничкиот колегиум и од моје лично име, чест и задоволство ми е да го поздравам вашето присуство, со кое го увеличите денес нашето чествување. Ги поздравувам делегациите на Општина Кичево, делегацијата на Основното училиште Христо Узунов од Охрид, делегацијата на Основното училиште Сане Штериевски Кичево, делегацијата на Основното училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод, делегацијата на Регионалниот центар за управување со кризи Кичево, дирекцијата за заштита и спасување Кичево, делегацијата на Синохидро од Народна република Кина, делегацијата на Лаунж бар Бакарди Кичево, геодетски инженер Младен Спасеновски, членовите на училишниот одбор од нашето училиште, членовите на Советот на родителите и новинарот за Нова Македонија Зоран Антоски. Почитувани присутни, со големо ангажирање на вработените и огромното залагање на учениците од нашето училиште,
одлични резултати во воспитно-образовниот процес. Заради поголемо стимулирање и ангажирање на учениците од оваа година, воведовме награди за најдобрите ученици. За таа цел, според правилникот за наградување, непристрасно работеше училишна комисија и која одлучи да бидат наградени со вредностни научени неколку ученици. Го поканувам заменик директор да ги прочита. Браво. Пето деленje. Најдобар ученик за пето деленje се избира Елена Николовска. Покрај тоа и се наградува за прво место освоено на општински натпревар по математика и трето место на општински натпревар по природни науки. Не може да се бави. За најдобар ученик во шесто деленje е прогласена Евгенија Спасевска. Покрај тоа има освоено второ место на општински натпревар по природни науки и трето место на општински натпревар по математика. За најдобар ученик во седмо деленje е прогласен ученикот Данио Станоевски. Најдобар ученик во осмо одделение е прогласена Петранка Спасеновска, војна и ученик на ликовна работnica. Во деветите одделенија, како најдобри, а воено и прогласени за првенци на генерацијата се Боби Софрониевски. Покрај тоа има освоено второ место на општински противпожарен натпревар, второ место на регионален натпревар по математика и трето место на општински натпревар по математика. И првенец на генерација се прогласува Лазо Николовски од девето одделение и воено освоено второ место на општински натпревар по математика. Како доказ за успешна работа на нашите училиште се бројните учества на нашите ученици на општински, регионални и државни натпревари со своји први, втори и трети награди, затоа искрено да ги пофалиме учениците и нивните ментори. Да ги сослушаме. Горан Блажевски, прво место на општински противпожарен натпревар. Анастасија Јаковчевска, прво место на општински натпревар по природни науки. Емилија Даниловска, прво место на општински натпревар по математика и прво место по природни науки на општински натпревар. Јована Николовска, второ место на општински противпожарен натпревар. Филип Јовановски, второ место на општински натпревар по математика
и трето место на регионален надпревар по математика. Анастасија Миковска, трето место на општински надпревар по математика. Ана Марија Николовска, трето место на општински надпревар по природни науки. Како учесници на ликовна работилница се пофалуваат учениците Бојан Миковски, Александра Јекимовска, Марија Здравеска од Основното училиште Климент Охридски од Македонски Брод, Татјана Ристевска од Основното училиште Климент Охридски од Македонски Брод, По повод денот на училиштето и неговото одбележување, распишан беше литературен конкурс на кој учествуваа нашите ученици и ученици од Основното училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод. А воедно беше организирана и ликовна работилница. Комисијата одлучи да бидат наградени учениците. трето место Марија Дочиновска, Основно училиште Христо Узунов Другово. Второ место Ангела Неделковска, 9-2 отделение Основно училиште Климент Охридски, Македонски Брод. И прво место Никола Вењановски, 9-то отделение Основно училиште Христо Другово. И мога прво наградената и второ наградената песна да се прочита. Христо Узунов, Христо мајка го роди, Македонија напред да ја води. Плачи, моли, Македонија почва да ја боли. Со крв пролеана, со тага отпеана, со чест развеана. Господ го прати и верба да врати. Животот си го предал во гроб, но на душмано не му станал роб. Из планини веки видови, нас земјата не ја спасија комитските ликови. Христо Узунов пред душманот проклен минал, за Македонија загинал. Неговото дело, че го слави славјанството цело. Мина векови долги, уште многу че мина, а вешите имиња никогаш нема да загинат. Гордо исправено починавте, вашето дело се уште трае. Благодарение на вас, Македонија вековито и безбедно ќе трае. Христо Узунов, револуционер од македонските чети. Тој на народот слободата му ја вреди. Бунтовите, неговиот глас сече од сите страни. Како прав македонец, честа на Македонија сакал да ја брани. Училиштето во Солун го заврши смело. Човек со став, војвода и револуционер со големо дело. Да го писменува народот започнал тој. Станал и учител, секогаш храбар, секогаш свој. Христо го видел и суровиот свет. Од 1898 лежи во битолскиот затвор Клет. Неговиот пат не застанува така. Подоцна се спасил и од таа мака. Учество свое и на Смилевскиот конгрес имал. Затоа голем и тежок пат минал. И како член на Линденското востание го знаеме ние. Секој дозна за неговото херојство, кое во него се крие. Опколен од турската војска за миг. Тогаш му се слушнал последниот крик. Така завршил живот новој борец наш, што се истакнал како вистински македонски маж.
Голем човек за сите нас е тој. Неговите пофалби се во многу голем број. Неговото име надалеку се слуша. Секој за него зборува со болна душа. Денес, заслужената почита му ја дариме во еден глас. Да се одолжиме за трудот кој го вложил за нашиот спас. Многу капи се симнуваат на неговото име милно. Денес, речете гордо благодаря, речете јасно и силно. По планини гордо чекореше, за нашата слобода силно се бореше. Јуначко срце секаде те водеше, кон клетите душмани со крената глава одеше. Животот сам си год зеде, на душмани жив не се предаде. Името Твое вечно ке се слави, јунаку наш горди сме ние, и сега додиме со кренати глави. Горди се Македонија, земја наша мила, што ваков јунак те бранил со целата своја сила. Еден од многуте фактори за успешна реализација на наставно-воспитниот процес и целокупната работа во училиштето е подобрувањето на условите за работа. Со својата советодавна, парична и работна сила, повеќе лица и фирми придонесоа драстично да се подобрат условите за работата во нашето училиште, како во централното, така и во подрачното училиште во селото Бржани. А со тоа да се подобри успехот на учениците. Затоа неизменна благодарност изразуваме до Sinohydro Corporation од Народна република Кина. Елен Тец Ословек. Бидејќи немаме представник, значи ќе биде накнадно доделена благодарницата. Трансмет Скопје. Исто така нема. ЈП Комуналец Кичево. Шејдо Транс Кичево. Кижара Киже Кичево, Лаунж бар Бакарди Кичево, Државниот просветен инспекторат подрачна единица Кичево, Бирото за развој на образованието подрачна единица Кичево, Младен Спасеновски геодетски инженер, Основното училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод, Најм Флашери основно училиште од село Јаков Бареци, новинар Зоран Антоски за Нова Македонија, Ви благодарам за наградата и би сакали понатаму да продолжиме во ист стил. Вие со добри резултати, а ние со добри информации. Благодарност и со среќа нека да се Heroes
Предходно, во чест на 112 години од херојската смрт на војводата Христо Узунов, делегација на наставници и ученици го посетија и вечното почивалиште на војводата Узунов и неговата чета во кичевското село Цер. Ви благодарам што и овој вторник бевте заедно со Акцент. Останете и понатаму со програмата на телевизија Мега. Довидување.